Ја не губив надеж во животот. Реално ја ќе го повторам истото. Ја не губив надеж. Као влагав во дневниот центар, уште го сеќам тоа. Не губи Валентин надеж. Ја кога влагам тука, втор дом ми е више од животот. Така ми е весело, повеќе дечиња. Ја кога бев помалечок, многу ми беше интересно. И денес уште ми е интересно, пошто знаеш, викаат и знаеш кога во школа си, исто. Патот на Валентин беше навистина тежок затоа што ја немаше целосната поддршка не само од средината, туку и од општото окружување. Ќе почнам од далечната 2013 година, кога Валентин беше заедно со неговите браќа и сестри, дете без родителска грижа и заштита. Го била могол да спекти затоа што татко кој што издржуваше казна затвор, мајка кој што ги имаше напуштено. Тогаш со Центар за социјална работа, затоа што постојано нели сме во комуникација со нив и имаме соработка, беше упатено целото семејство со 5 деца кај нас во дневниот центар. Ја прв пат кога влагав тука ми беше многу чудно, реално ја прв пат во животот се фатив, молив тетрадка, така да многу ми беше чудно. Ја бев многу повлечен дете, така да, како што кажа мојата наставничка Ирена, не кев многу да разговарав, да ги знаев навиките од другите деца и така. А иначе многу не бев зближени со деца. Првичната средба што имавме со самите дечиња беа внесени во една средина каде што на почетокот беа доста срамежливи и повлечени. Валентин знам секогаш заедно со помалата Дженифер, тогаш Валентин имаше негде околу 90 години, Дженифер 7-8 годинки и беа подзаскриени позади по старата сестричка. Гледа со очиња вџашени, сепак нели тоа се нивни дечиња од оваа општина, се препознава, се знаат, меѓутоа најверојатно на срамежливост и чувството каде сум сега. Нели и така доминираше кај нив онаа несигурност. Многу ми помогна, стварно реално ми учеле во добро пат да одам, да не одам во лошо, да учам и да станам добар човек. Јас сум Валентин Ракип, имам 20 години, доаѓам од Шутор, Ризари. Живеев 20 години без документи. Тие години кога беше без документ, стварно не ги славев родендините, пошто не ми беа стрекни, пошто така се чувствував. Не ми беа окей, од страна се гледав невидлив од државата. Дојден во домашни услови заедно и со неговите браќа и сестри и не биле навремено пријавени во МВР за да добијат уште од сам почеток матичен број, извод и останата документација. Потоа во меѓувреме се случува да неговата мајка, која е странски државјанин, формира нова брачна заедница надвор од државава, а неговиот татко за жал починува. Валентин е дете кое што е родено во мешан брак, мајката е српски државјанин, а таткото е македонски. И тука веќе почнуваат да настануваат тие административни бариери поради кои што они неговите браќа и сестри не можеа да се запишат, постапката траеше релативно долго. Значи тој од самото негово раѓање сега има 20 години, за прв пат доби извод од матична книга на родени на свој 15 години во 2017 година. Во меѓувреме пред да почине има признато татковство само кон едно од децата, односно од сестрата на Валентин. Потоа врз основа на тоа се направени ДНК анализи кои потврдуваат дека сите останати браќа и сестри се во роднинска врска со таткото. По тоа момент кога немаш документи, немаш здравство, тоа не можеш. Ако имаш пари, ќе се... Тоа е факт у животот. Ќе се направиш добро. Ако немаш пари, тоа е тоа. Ќе си завршиш или дома лежејќи, или немаш да завршиш или болно, или смрт. Тоа е две. И така, ја имав многу среќа, што не се разболував
често. Еве, слободно можам да кажам дека можеби ова беше и најтешкиот случај што го имаме до сега, бидејќи видете тука имаше се што можеше да искочи, значи како проблем во однос на тоа и како ете негативна околност се појави во неговиот случај. Значи и во смисла на фамилиарни некои околности кои што дополнително ја отежнаа ситуацијата и административни пречки, законите наши и такви се. И некако се наоѓате пред себе во ситуација во која што сите врати ви се затворени. И тогаш одлучив дека треба да влеземе преку прозор. И можам да кажам дека со Сдружение на млади правници така влеговме преку прозор, пошто немавме друга опција. И денеска Валентин има извод, има матичен број и посетува обука која му е платена, затоа што откако ќе извадиме сите документи, тоа ќе биде вработување. Прецениле да ни е здрав и жив, тоа е првенствено, и да биде честен и морален граѓанин на ово општество и да принонесува кон ранливите групи. Он е правно видлив за системот, бидејќи така ги викавме тие лица правно невидливи, ќе се стане правно видлив, ќе може и да се вработи, веќе има неколку понуди добиено. Он е многу ентузијастички расположен, мислам дека да планира да стане некој познат готвач, некој шеф, така да очекуваме наскоро многу позитивен исход од целава оваа ситуација во неговиот случај. А имаме една желба, сите луѓе да имаат документи од државата, не само Валентин. Валентин е колку години чекал, 20 години да викаме, си добил документи, ама и други луѓе да добиваат, не само Валентин. Тоа ми е среќата од животот, живе се.